А владеачкиот Социјалдемократски сојуз на Македонија веќе на големо ја води кампањата насловена Излези за Европска Македонија. Во набиената агенда на партиските структури, така за денес и вечерва предвидени се трибина во Свети Никола и митинг во Велес, на кој ќе говори претседателот на партијата Заев, откако караванот вчера беше во ресен и голем митинг во Битола. Пред граѓаните на сите трибини и настани во референдумската кампања се најавува дека отворено ќе бидат одговорени сите прашања и дилеми околу договорот со Грција и референдумот со објаснување како на придобивките од потпишаниот договор со кој надмина деценискиот спор со Грција, како и придобивките од успешниот референдум и членството на Македонија во Европската унија и НАТО за сите граѓани, посебно за младите како двигатели на општеството. Владеачката ДУИ кампањата за поддршка на референдумот ја започнува со митинг во Тетово, а освен средби со граѓаните, од ДУИ најавуваат средби со групи од различен интерес, академскиот свет, граѓанскиот сектор, медиумите како и диалог со други партии. Од македонската опозиција официјално се уште не излегле со став дали ќе го поддржат референдумот. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски денот на стартот на кампањата за референдумот 10 септември го проектираше како датум до кога ќе се знае партискиот став, дали членството ќе го повика на бојкот, дали ќе гласа против или ќе го одржи референдумот за името. Тој во неколку наврати посочи дека ВМРО ДПМН е против договорот со Грција, односно промена на уставот со цел промена на уставното име. Вечерва на терен во Кривогаштани во рамките на така нареченото работно лето, членот на извршниот комитет на партијата Орце Ѓоргиевски е на средба со партиските членови и симпатизери. Неофицијалните информации па говорат дека извршниот комитет на партијата најверојатно утре ќе го донесе конечниот став во однос на референдумот, дознава независен весник. Се очекува да биде потврдено дека раководството на партијата ќе им остави на граѓаните сами да одлучат дали и како ќе гласаат на 30 септември. Иако простор за драматичен пресврт се остава само поради средбата на Христијан Мицкоски со Ангела Меркел. Повторил дека договорот од Преспа е лош и капитулантски за Македонија, но пред новинарите одби да каже што му кажала германската канцеларка, најавува независен. Председателот на Алијансата на албанците Зијадин Села пак денеска изјави дека партискиот став за референдумот на 30 септември е дека се за НАТО и Европската унија, повикувајќи го членството на партијата да гласа на референдумот, кога треба да се одлучи за перспективата и за иднината на ова општество. Тој по повод започнувањето на кампањата за референдумот наведе дека во предстојниот период ќе се одржуваат дебати со граѓаните со цел да си го кажат мислењето, како и дека ќе им се објаснат сите придобивки на сите оние кои се со скептичен став. Централното председателство на ДПА изминатиот викенд утврди дека евроатлантските интеграции се едни од основните определби на партиската програма и истовремено е основна определба и барање на сите албанци без оглед каде тие живеат. Централното председателство донесе одлука во текот на викендот и информираше општински и локални штабови и официјално да започне со кампањата за референдумот кој ќе се одржи на 30 септември. Останатите парламентарни партии се уште не излегле со конкретни информации и официјален став за тоа кога и како ќе водат кампања. Со кампања за референдумот се вклучува и НВО секторот. Граѓанската иницијатива За чекори напред, под слоганот За чекори напред изборот е твој, започнува информативна кампања преку која во наредните 3 недели, преку серија јавни и медиумски активности на граѓаните да им ја доближат Европската унија и незините политики и да одговорат на бројните прашања поврзани со тоа што треба да направи Македонија на патот кон Европската унија и НАТО и што ќе добие со евроатлантската интеграција. Носители на граѓанската иницијатива се Фондацијата Отворено општество Македонија, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Евротинг, Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Младински образовен форум, Цивил, Центар за слобода, ЕСЕ, Сдружение за еманципација, солидарност и активност на жените, Рурална коалиција, Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА и Центар за современи уметности.